што посочив во образложението на овој амандман, јас и колегата Велјановски предлагаме за наредната година да се издвојат од буџетот 150 милиони денари, како конечно би се започнал еден капитален проект за општина Јегуновце, а тоа е регулација на коритото на реката Вардар кај дел од населените места во општина Јегуновце. Кажав и дека проектната документација е изработена и е во фаза на ревизија. Зошто го предлагаме овој амандман со колегата Велјановски? Затоа што скоро секоја година со излевањето на реката Вардар од своето корито, жителите на населените места Јегуновце, Раотинце, Копанце, Туденце и Сиричино се соочуваат со огромни проблеми и претрпуваат огромни штети како поплавени домови, дворови и земјоделски површини. Доколку се случи поплава, би се поплавиле околу 150 куќи, огромни површини на земјоделско земјиште, како и локални патишта. Заради сето ова, неопходно е потребно да се регулира коритото на реката Вардар во овој регион, бидејќи текот на Вардар со времето е речиси целосно изменет. Проектот за регулација на речното корито е на Министерството за животна средина и тој се однесува за должина од 7 километри и е на потек од село Туденце до село Јегуновце. Гласајќи за овој амандман сите ние, без разлика дали припаѓаме на едната половина од 60-те пратеници или на останатата, ќе покажеме разбирање за барањата на жителите од овие населени места во општина Јегуновце, а ќе направиме и огромна добрина и ќе покажеме грижа за заштитата на животот и здравието на овие луѓе, како и грижа за заштита на земјиштето кое секоја година пропаѓа за сметка на проширување на нерегулираното корито на реката Вардар во овој крај. Инаку, Јегуновце е претежно земјоделски крај, а со затварањето на Југохром и се уште нереализираното ветување од страна на ЗАЕВ дека истиот ќе се рестартираше уште пред 2 години, жителите на оваа општина екзистираат речиси само од земјоделие. Заради ризикот од поплави и екзистенцијата од земјоделие на овие жители е веќе ставена под голем знак прашалник. Многу политичари наназад многу изборни циклуси имаат ветувано дека ова речно корито ќе се регулира, но за жал до ден денешен реализацијата се уште се чека. Затоа апелирам сите заедно да се ставиме во чевлите на овие луѓе и да ја прекинеме нивната секојдневна неизвестност и страв за гола екзистенција. Имало и еден политичар кој ветувал дека ќе се стопира изградбата на панорамското тркало и дека со тие пари ќе се регулирало коритото на реката Вардар во општина Јегуновце. Ветувањето е половично исполнето, односно стопирана изградбата на панорамското тркало, но коритото не е регулирано. Каде се потрошените пари, јас за ова одговор немам. Имам одговор, односно порака од жителите на општина Јегуновце, дека не само со стопирањето на изградбата на панорамското тркало, односно со тие пари, нема вложување во реконструкција на нивните локални патишта, нема ниту во водоводи, како што реков, ниту во регулација на речното корито, иако последниве 4 години градоначалник на Јегуновце беше токму од редовите на партијата на власт. Народот од овој крај веќе 100% е сигурен дека кога СДС му е на власт, не очекуваат ништо да се гради, освен да се краде. За да се поправи овој впечаток и разочарување кај жителите на општина Јегуновце, како и за да се докаже дека оваа влада сепак има чувство за реалните потреби и проблеми на сите жители, нели некој од оваа сала ветуваше живот за сите, повторно ќе замолам за поддршка на овој амандман и за конечно реализирање на еден капитален проект кој буквално ќе значи живот за жителите на овој крај. Министерот Бесими се оградуваше од сите наши амандмани за животната средина со тоа дека се е испланирано во фамозниот проект за зелен развој, но кога дојде на ред амандманот за доделување средства за набавка на агрегати за електрична енергија, тогаш министерот се сети на едно друго образложение, па кажа дека агрегатите биле против заштитата на животната средина. Мислам, повеќе од очигледно е дека за секое одбивање на наш амандман вадите оправдување од ракав
а ниту нешто превземате со овој буџет за енергетската криза, ниту пак превземате нешто за заштита на животната средина. Се ова само празни флоскули и демагогии, а на дело и во реалност имаме само осиромашување, надоградено со загрозување на животот и здравјето на граѓаните, токму заради вашата негрижа и водење на политика од денес за утре. Дури јас веќе не би рекла дека со вас живееме од денес за утре. Со вас ние веќе живееме од денес за вчера. Зошто? Затоа што денес крадете струја, а утре народот ќе ги плаќа казните за ова буквално крадење. По 1 милион евра за еден ден крадење струја. Ете затоа велам дека ние со вас живееме од денес за вчера. Затоа, доколку и малку имате во вас совест и почит кон секој еден жител во Република Македонија, еве ви можност истите да ги докажете со гласање за овој амандман и конечно решавање на голготата со која секојдневно живеат жителите во општина Јегуновце. Доста им беше советувањата за Југохром, дајте сега да им ги спасиме нивните домови и да им овозможиме со нивната под и обработка на земјоделското земјиште да живеат еден просечен живот. Надпросечниот знаеме дека е за вас, но на овие луѓе им е потребна чиста екзистенција, а таа се состои во регулација на речното корито на Вардар и конечно да им го снема стравот од можните поплави. Да не чекаме да се случи несреќа, па отпосле да реагираме и да посочуваме виновници во кабли и во недолжни граѓани. Сегде, само не во актуелнава влада. Не им вреди на овие жители никаква реакција отпосле. Тие бараат реакција сега. Наместо власта да се размавтува со оставки, наместо за корупцијата да го обвинува третиот ешалон во јавната администрација, наместо за напад врз полицајка да обвинува пајак за возила, наместо за енергетската криза да ги обвинува раководителите на подружниците, а за криминалот во Министерството за внатрешни работи некој чесен и ненамерен службеник, власта, ако може и се уште да се користи терминот власт за оваа 60 состојба во парламентот, треба да си ги бара сите вини и одговорности за оваа катастрофална состојба во Македонија само и единствено во сопствените редови. Конечно, да се вратам на поднесениот амандман, дајте за оваа година да издвоиме 150 милиони денари од најмегаломанскиот буџет досега и да им помогнеме на жителите на општина Јегуновце. Па што се 150 милиони денари или 2,5 милиони евра во споредба со 4,4 милиарди евра? Ве молам да не бидете безгрижни и комотни во вашиве позиции. Бидете конечно еднаш одговорни и помогнете онаму каде што навистина треба. Оставам на вас и на вашата совест, а жителите на општина Јегуновце чекаат на конечно покажување грижа за нивните суштински и екзистенционални барања и проблеми. Почитувани, топката е на вашата половина. Пред вас имате празен гол. Останува само да ја шутнете и конечно да постигнете барем еден гол. Аплаузот, доколку би ве стимулирал, ќе го добиете уште веднаш после изгласувањето на овој амандман. Ви благодарам на вниманието.